Во редовните и мобилните канцеларии на Државната изборна комисија во општините Кочани, Виница, Зрновци и Чешина во Облешево деновиве тече увидот во избирачкиот список кој го извршуваат граѓаните заради проверка дали се евидентирање на истиот и дали е се во ред со нивните податоци. Истовремено секој може да пријави евентуални промени по основ на новопријавени гласачи или пак бришање од списокот по разни основи. До 9 септември трае јавниот увид и сите промени кои што граѓаните можат да ги направат во подрачните оделенија и канцелариите. Дали се работи за упис, дали се работи за промена во избирачкиот список, за бришење, значи сите заинтересирани граѓани може да се проверат, да дојдат со лична карта или патна исправа важичка и можат да ги спроведат одредените барања кои што ги имаат до нас. Паралелно тече рокот за пријавување независни листи за кандидати за градоначалници и за советници во постапка која е дефинирана со закон. Од утрово во општина Кочани е пријавена само една независна советничка листа за која веќе се собираат потписи во зградата на општината. Доколку до 4 септември, кога истекува рокот за спроведување на овие постапки, нема пријави, може да се очекува дека во 4 општини во Кочанската котлина битката за локалните избори ќе ја водат двата блока предводени од ВМРО, ДПМН и СДСМ и новопријавената листа на независни советници. Инаку засега нема информации со кои кандидати овие две партии со коалиционите партнери ќе излезат на избори на 15 октомври.